Луксус, перформанси, врамени со едноставен дизајн. Ова е најкратката можна формула за новитетот Audi A7. Audi не ја крие својата амбиција да биде на врвот од премиум сегментот, па токму поради тоа и дури 75% од A7-ките кои ќе бидат понудени на купувачите ќе бидат опремени со погонот Quattro. Audi сака да ја комерцијализира овој спортбек до крајот на годината, а цената се уште не е позната, бидејќи тоа, како што велат во Audi, ќе биде божикно изненадување. Откако групацијата Volkswagen во своето портфолио го додаде и Lamborghini, Audi се потруди да направи мала конкуренција со оваа престижна италијанска марка. На Парискиот мотор шоу Audi се представи и со две спортски изведби, веќе добро познатиот модел R8 во својата GT изведба и адекватниот V8 во Spider изведба. Она што ми се допаѓа, барем мене лично, за Audi R8 во изведбата GT е V10 моторот кој е вграден испод хаубата на Lamborghini. Но R8 чини само 100.000 евра помалку од адекватниот Lamborghini. Офанзивата на европскиот пазар на Hyundai не стивнува. По представувањето на моделите iX55 и 35, ред дојде да се представи и најмалиот кросовер на компанијата, наречен iX20. Иако првичната асоциација подсетува на моделот i20, iX20 има основа заедничка со Kia Venga, но има и две изведби. Едната е со погон на предните тркала и една е со погон на сите тркала. Она што е интересно да се издвои за iX20, тоа е допадливиот дизајн кој се повеќе и сигурно наликува на италијански, а не на корејски. Иако е германска марка, Volkswagen ужива голема доверба кај француските купувачи. Токму поради тоа, марката од Волфсбург одбра премиерата на новиот Passat да биде токму на Парискиот мотор шоу. Ова е еден од најпосакуваните флотни автомобили на европскиот пазар и статистиката вели дека дури 47% од флотните купувања се случуваат и се одлучуваат токму за Passat. Тоа е и причината зашто овој Passat не е драматично сменет. Предницата наликува на компаниската дизајнерска одредба, значи наликува и на Golf 5 на Scirocco, но и на Touareg. Во внатрешноста Passat не е многу сменет, но дотеран е да се испеглаат сите оние ситни недостатоци кои се однесува на изгледот и ергономијата, а дизајнот и понатаму останува пуритански. На домашен терен Рено се потруди да се покаже во полниот сјај. Прикажани се дури 6 новитети, од кои едната студија Дезир, која на нашите гледачи ја покажавме уште при крајот на минатиот серијал. Едно од најинтересните новитети, односно новини на штандот на Рено е моделот Latitude. Иако на овој штанд беше представена и втората генерација на Лагуна, како и Флуенсот со
со електричен погон, Latitude е една од најинтересните остварувања на овој париски мотор шоу. Зошто? Бидејќи овој автомобил е специјално развиен во фабриката Renault Samsung, каде што се произведува и актуелниот Колеос. Оваа лимузина нема да биде замена за ниту еден автомобил, а позиционирана е помеѓу Лагуната и веќе пензионираниот Велсатиз. За зголемувањето на екологијата и засилувањето на флотата на електричните автомобили, Peugeot се погрижи со студијата BB1. Ова е возило кое е долго само 2,5 метри, но, како што тврди производителот, во него има доволно простор да лезат дури 4 патници. Овој автомобил, кога ќе дојде на пазарот некаде околу 2015 година, ќе има голема автономија, барем за сега, околу 150 км, но со брзината со која се развиваат батериите, не е чудно овој автомобил да нема да има потреба да се полни повеќе од 5 дена и да помине повеќе од 280 км во градски услови на возење. Во иднина одењето на бензинска пумпа ќе биде малку поинаку како што ние го знаеме. Пред се, полнењето на автомобилот ќе биде електрично и тоа ќе трае многу кратко време. Исто така ќе уштедиме и во емисијата на издувни гасови и од непријатните миризби по нашите улици. За сето ова се погрижи Peugeot, бидејќи со неговиот нов модел Ion, кој треба да биде комерцијализиран идната година, ќе ја внесе на голема врата електричната енергија на нашите улици. Хибридните автомобили имаат за задача да бидат меѓу период помеѓу бензинците и електричните автомобили. Но Peugeot на својот штанд го представи првиот светски хибрид со дизел мотор. Тоа е мини моноволумецот 3008, кој хибридниот погон го придвижува со дизел мотор. Беше и критикуван Peugeot поради оваа студија, бидејќи дизелот испушта многу повеќе CO2 во атмосферата од бензинците, но со креативната технологија на инженерите на Peugeot добиено е повеќе од прифатлива емисија на CO2 од само 102 грама на километар. Тоа е за пофалба, бидејќи емисијата на издувни гасови кај дизелот е спуштена барем за сега на најниско можно ниво. Последниот автомобил кој беше представен на штандот на Peugeot е лимузината 508. Таа со својот иновативен дизајн и атрактивна внатрешност несомнено дека ќе ги измеша картите на пазарот на средната повисока класа. Понудена со богата моторизација и опременост, 508 треба да пристигне и на македонскиот пазар, но се уште не е сигурно дали тоа ќе се случи годинава или во првиот квартал на идната година.